Синоптичарите најавија жолта алертна фаза од невреме во Македонија. Кризните штабови на нога. Општините ќе ги штитат од ново невреме. Опасноста најсериозно ја сватија во Чешиново Облешево, општина која најмногу страда при секој поголем дожд и покачување на нивото на брегалница. Од општината се преземени предпазни мерки и механизацијата се уште е на терен на критичните места, за доколку се јави потреба да се интервенира брзо. Најкритично се уште останува село Чифлик, но таму имаме прекопано неколку земјоделски патишта, кои допринесоа водата да не ги зафати куќите. Тие прекопи се уште се отворени. Во состојба на готовност е и Штипскиот кризен штаб. Јавните предпријатија се спремни. Од минатата недела кога наполнивме и направивме бедеми со вреќи и со песок, значи истите се складирани во јавните предпријатија ИСР и Стипион и при неопходност и проценка на кризен штаб дека треба повторно се постават, ќе бидат поставени. За сега некоја поголема закана за регионот нема, но секогаш е подобро да се спречи отколку да се лечи. Се уште се е мирно, водостојот на реките е намален и мислам дека нема да има никаков проблем да се прими оваа количина на вода која што се очекува да наврне, бидејќи истата количина на вода имавме пред 2 недели кога за 24 часа наврнаа меѓу 20 и 30 литри пораен дожд, особено во источниот дел на Македонија, и без никаков проблем и некои поголеми штети реките ја примаа оваа вода. Добра вест е што најавата за нови дождови доаѓа по пауза од неколку денови од претходното невреме, што придонесе за намалување на нивото на браните. Во моментов сите брани се во рамките на своите капацитети и ниту една од нив не е на прелив.